Оризопроизводителите од Кочанско вчера повторно излегува на протести и 2 часа го блокираа патниот правец Штип-Кочани со земјоделска механизација како знак на револт од игнорантскиот однос на ресорното министерство. Ветувања имало многу од страна на владата и на ресорното министерство, но ниту едно се уште не е исполнето, велат оризопроизводителите. Бидејќи жетвата заврши, проблемите останаа натрупани како што беа и претходно уште полошо, бидејќи со последната средба со министерот кажа дека ќе ги исплати дел од субвенциите за да може да влеземе во завршната фаза на оризопроизводство. Меѓутоа до денес нема тоа ништо. Имам информација уште дека тие 3 денара ги ограничени со некоја дата на останатите што имат предадено од ланската реколта да нема да бидат исплаќани. Тоа уште еден удар по оризопроизводството. Цената на оризот е производна 27, тоа го направија институциите во Скопје. Значи, ние сега работиме испод таа цена, го предаваме, бидејќи сме доведени во ситуација да мора да го предадеме и нема организиран откуп, селективно се откупува и тоа за цена од 22 до 25 зависи од кој како му е волјата да го плати. Доколку продолжи ваквиот однос од страна на надежните и на владата, во иднина ќе застане оризопроизводството, бидејќи станува се понеисплатливо, велат тие. Крај со крај не можеме да завршиме. А цените на горивата достигнаа астрономска цена, води прскаме со секакви води, немаме никаков откуп, немаме гарантирани цени и работиме кој вол за слама, така речено. На ваков начин, со ваков период што има државата спрема нас, верувам дека крајно време дека нема да можеме да обстанеме и дека најверојатно овој се ќе остане пустош и нема кој да го работи. Пошто младите веќе не се заинтересирани, јас имам син, вика тато, што да работам кога нема фајда, вика, зашто да работам, вика. И сите бегат по страна. Нивните барања се производната цена да се качи на 45 денари, бидејќи, како што велат, произведуваат поскапо отколку што продаваат. Ние без 40 и 45 динара производство не може biti оризор, нема да се ке исчезне како и сите култури, како шикерната репа, како афионо и други ред култури. Покрај оризопроизводителите на вчерашниот протест се приклучија и тутунарите, овоштарите и сточарите. Доаѓам со цел да дадам поддршка како индивидуален земјоделец, значи да дадам поддршка на оризопроизводителите со оглед дека сите ние ја носиме истата судбина. Земјоделците имаме истата судбина. Суштина, состојбата е трагична и доведене до земјоделецот до питачки стап. Значи, таа е судбината на сите. Имаме исти проблеми, решенија никакви. Владата апсолутно и министерството се не ставија на игнор, не помножија нас земјоделците со нула. Меѓутоа, да упатиме една јасна порака до владата дека ние земјоделците не сме нула, ние сме 400.000 житела, малтене 1/4 од населението во Република Македонија. Со нивните политики дефинитивно ние сме екзистенционално загрозени. Доколку до крајот на оваа календарска година не се променат состојбите во оризопроизводството, тие најавуваат генерален штрајк пред крајот на оваа година.